Денеска во просториите на општина Кавадарци имавме консултативна седница на Советот за развој на Вардарски плански регион. Се верификува мандатите на 9 градоначалници кои се во состав на Вардарскиот плански регион. Се избра претседател на Советот за развој на Вардарски плански регион со мандат од 1 година без право на избор. Донесовме уште неколку одлуки заради тоа што согласно новиот закон за равномерен регионален развој по Советот учествуваат и представници од невладиниот и од приватниот сектор. Избравме нов ВД раководител на Центарот за развој на Вардарски плански регион. Изборувавме за актуелни теми кои ги тангираат сите општини од Вардарскиот регион. Има ли подготвени проекти од општините кои што ќе треба да се аплицираат и реализираат во следниот период? Има веќе неколку проекти кои се аплицирани. Очекувам наредна недела тие проекти да имаат и завршница, поточно да имаат одлука на вода. Тоа е согласно програмата за равномерен регионален развој преку Министерството за локална самоуправа и очекувам некаде во првата половина на 2022 година да се реализираат тие проекти. Значи, почнувајќи од Свети Николе па се до Димир Капи, во сите општини имаме проекти. Вие сте избран за председател на Советот на Вардарски плански. Да очекуваат ли граѓаните дека рамномерно ќе се делат средства за општините? Добро, јас веќе 12 години некако работам во регионалниот развој, значи ја добив едногласно поддршката од страна на градоначалниците, за кои сум благодарен, ми дадоа доверба во првата година да го водам Вардарскиот плански регион и финансиските средства и проектите рамномерно ги распределувам. Тоа и претходно се случувала, сега ќе се интензивира само таа соработка. Бензинска пумпа ДМД Оил.